помогнале на Надир и на повреденото лице, на повредениот старешина, да отидат до возилата кои што биле веднаш до бачилото, каде што чекале два доктори, потоа полицаецот е однесен до најблиската медицинска установа, во свесна состојба и во состојба да може да комуницира. Некаде околу 5 часот и јас со тим од Центарот за управување со кризи пристигнавме овде на ова место за да можеме на лице место подобро да ја координираме целата акција на излекување на второто настрадано лице. Но поради маглата во Скопје хеликоптерите не можеа да полетат на првото разденување, мораа да почекат најпрво да се крене маглата да може да полетат. Откако хеликоптерот дојде овде, имаше проблем како да го лоцираме лицето, повторно помогна алпинистот Херој Надир и лицето, повреденото лице беше лоцирано, хеликоптерот слета во негова близина, специјалците од ЕБАРА го качија лицето во хеликоптер, лицето не давало знаци на живот, но истото однесено во Тетово, каде што го пречекала екипа на итната медицинска помош, која што за жал констатирала смрт. Голема благодарност, посебно до херојот алпинист Надир, благодарност до директорот на Националниот парк Шар планина Ибрахим, благодарност до храбрите специјалци од ДЕБАРА, кои што го ризикувале својот живот да помогнат на овие две лица, голема благодарност до останатите полицајци и до пожарникарите и сите учесници во оваа комплексна спасувачка акција. Би сакал да напоменам дека има уште еден момент и началникот на СВР Тетово се лизнал набргу после старешината од ДЕБАРА, но за среќа успеал да се задржи за некој од карпите неколку метри подоцна, истиот е во добра здравствена состојба. Благодарност до сите кои што учествува во спасувањето на овие лица. И благодарност до медиумите заради пренесувањето на овие информации.